На редовното годишно собрание на Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани, делегатите дебатираа по вкупно 7 точки од дневниот ред. Прво на делегатите им се обрати председателот Љупчо Папазов, а потоа беа избрани телата за работа на собранието. Делегатите едногласно ги усвоија записникот од претходното годишно собрание, завршната сметка за 2014 година, како извештајот за работа на председателот на ОФС Кочани. Беа разгледани повеќе точки од дневниот ред, пред се како главни точки усвојувањето на завршната сметка за 2014 и извештајот за работа во 2014 година. На собранието беа присутни 22 членови од вкупниот број на делегирани представници во собранието и полноправно работеше. Во врска со дневниот ред имаше повеќе излагања и пред се однесуваа за работата во изминатата година и содржината на финансиските резултати од работењето. Имаше делегирано представник од управниот одбор на фудбалската федерација и одредени забелешки за функционирањето на и работата на Општински фудбалски сојуз Кочани за изминатата година. Општински фудбалски сојуз Кочани работеше преку две општински фудбалски лиги, едната на територијата на општина Кочани, другата на територијата на општина Виница, со преку активностите на својата судиска организација и преку партиципирањето во органите и телата на Фудбалската федерација на Македонија. Укажувањето на одредени слабости ќе настојуваме да ги надминеме во заедничка соработка и координација со сите структури во Општинскиот фудбалски сојуз тековната 2015 да биде поуспешна и поквалитетно сработена. По конкретни дискусии имаше во точката разно кои се однесуваа на одредени забелешки за пропусти и неажурираност во комуникацијата помеѓу сојузот и делегатите од другите општини и клубови. Ангел Дамјанов истакна дека спортските работници од Виница покренале иницијатива за формирање посебен општински фудбалски сојуз, зашто ги исполнувале условите, но дека засега тоа не е остварливо поради политиката што ја води Фудбалската федерација на Македонија. Делегатот Јордан Гицов ја истакна потребата од посоодветно делегирање на судии и делегати, како и неопходноста од опремување на една просторија која судиите би ја користеле за реализација на свој